современа, револуционерна, испретно гумина, контроверзна. ќе се справи ли македонскиот скиот образовен систем со вештачката интелигенција? Недостаток од физички учебници, несоодветни услови за работа, недостаток од кадар, несоодветни обуки. Кревкото здравје на македонскиот образовен систем пред нов предизвик да одговори на брзиот технолошки развој. За професорите и ноќна мора и задолжителна задача. Со ваква технологија не можеме, затоа што се што е направено во образованието е на многу минимално ниво. Еден дневник 13 години е воведен, па нема стабилен сервер. Доколку е, пример, стабилно направено, може и да успее. По мое, сметам дека ќе биде огромно измачување, пак кажувам, за постарите колеги, мада некои од нив не е проблем, добро се снаоѓа. За помладите би рекла дека би прифатиле, секој нели и од нас сака да учи, така да ако се оди постепено, значи може да успее, може да се воведе се што треба, значи ние сме тука нели за да ваѓаме здрав кадар. Сите бевме сведоци на Кембридж програмата и каков резултат ни носи таа во идните генерации. За да воведеме нешто ново, најпрво е потребно да ги отстраниме сите пропусти во досегашниот систем, за да имаме позитивен исход секогаш. За да можеш да градиш, мора да имаш цврста основа. Од Министерството за образование велат дека се крои стратегија за дигитализација во образованието со чија помош треба да се развиваат вештините на учениците кои ќе треба да ги совладаат новите електронски алатки. Во суштина, самата реформа. Но иако министерот Шакири е актуелен со ваквите изјави, сепак идејата е стара. Помпезно беше најавено уште во времето на министерката за образование Мила Царовска пред 2 години. Министерот за информатичко општество и администрација Азир Алиу вели дека се работи на забрзана дигитализација на целото општество, што ја вклучува и вештачката интелигенција. Приватните образовни центри кои нудат курсеви поврзани со вештачката интелигенција се оптимизми дека во Македонија има кадар што сериозно ќе помогне во дигитализацијата и внес на вештачката интелигенција во целото општество. Иако користењето на алати кои вклучуваат вештачка интелигенција во себе изгледа едноставно, посебно последниве месеци, нивниот развој, нивното инкорпорирање во било која средина е исклучително сложен процес и како таков е нормално да се одвива малку побавно. Мене ме радува тоа што ние како земја не заостануваме многу за технички далеку поразвиените земји во регионот и во светот. Светските развиени образовни системи веќе сериозно работат на усовршување на алатките со чија помош ќе користат вештачката интелигенција за напредок. Тука предничат САД, Велика Британија, Јапонија и Кина.